Новосело е распослано во југозападното подножје на планината Огражден, на просечна надморска височина од 236 метри. Има мощна убава местоположба во големата и плодородна Струмичка котлина, оддалечено околу 20 километри од градот Струмица во источна насока. За настанокот и за името на населбата има разни легенди и преданија. Едно предание од поддалечното минато кажува дека во дамнешно време селото се наоѓало јужно од денешната негова локација и се викало Селиште. Со доаѓањето на турците во втората половина на 14 век, поради одземањето на плодната обработлива земја, селиштани со тек на времето биле принудени да го напуштат старото и да бараат ново живеалиште во пазовите на планината Огражден. Се населили источно од местноста Волчја могила и новонастанатата населба била наречена Волчји дол. Но во времето кога почна да слабе централната турска власт, од која се отцепија одделни големодостоинственици, поради честите зулуми во планинските села, волчидолците се преселиле во рамницата на Струмичката котлина, на местото каде што е денешно Новосело. Новоподигнатата селска населба, мештаните ја нарекоа Новосело. Во минатото Новосело е познато по тоа што во него два пати престојуваше големиот македонски револуционер Гоце Делчев. Познато е по истакнатиот кумитски војвода Мануш Георгиев Турновски од Новосело. Горе Беласица, долу Новосело, две Божји убавини на вас чекаат. Дојди од секаде, дојди пријателе, празни очи, празна душа, ти да наполниш. Природните убавини со кои располага ова населено место се содржани токму во оваа прекрасна песна. Станува збор за официјалната химна на општина Новосело. Напишана е пред неколку години и од тогаш панаваму и слушана од сите генерации, или како што вели нејзиниот автор, од 7 до 77 годишна возраст. Во неа уфатени се стихови од прекрасните колишински и смоларски водопади, мокринските извори, како и планините со кои граничи оваа селска населба. Љубезниот господин Мирчо, идејата за оваа прекрасна химна ја сподели со нас, но секако и со вас. Крај, јас сум роден тука и си го сакам, си го почитувам, ќе го сакам практично како, или што велат старите, каменот се тежи на местото. Впрочем, за оваа општина, за ова населено место, за село имам напишано неколку песни, меѓу кои сакам да одвојам химната, ова официјалната химна за општина Новосело, што опфаќа поголем број села. Јас не знам точно колку се на број, политичарите тоа го знаат. Значи имам направено химна што е прифатена како официјална химна на општина Новосело. Химната ги опфаќа убавините, пред себе рекол, природните убавини на нашата општина, како што се Новосело го гледате сами, со кои убавини располага. Мокриево, Мокрино, со мокринските извори, таму е фатено исто. Колешино со колешките водопади, фатено во една строфа. Смоларските водопади, планината Огражден, планината Беласица, практично се е спакувано во една химна која мислам по моја и се надевам дека понека може да се обнароди, бидејќи ретко кој не ја знае таа химна. Минуваа недели, месеци, години, но новоселчани не застануваа. Вложуваа се повеќе и повеќе, па така Новосело добиваше се поубав и помодерен изглед. Убави куќи, прекрасни дворови и сликата што може да ја видите доколку одлучите да го посетите ова населено место. Асфалтирани улици, амбуланта, аптеки, пошта, водоводна и канализациона мрежа, игралиште, дом на култура,
полициска станица, банка, спортска сала, основното училиште Мануш Штурновски и училиштето за деца со посебни потреби Свети Климент Охридски. Сето ова е дел од ова прекрасно место. Мал е бројот на оние кои се занимаваат со земјоделие. Оваа слика кажува само едно. Ново село е центар на убав и прекрасен живот, место каде што има се што е потребно за живење и реализирање на секојдневните потреби. А фактот дека се наоѓа на магистралниот пат што води кон соседна Бугарија, ова место го прави уште попривлечно за многу туристи. Прекрасните убавини ќе ве натерат да застанете и да уживате во прекрасната гледка. Сега во Ново село живеат околу 2800 жители и има околу 850 домаќинства. Како населено место, како центар на општина Ново село е прилично уредено. Улиците во селото, барем во населеното место, се некаде скоро се асфалтирани. Од пред неколку години почна канализационата мрежа да се прави, која во селото некаде околу 30 до 40% е готово завршена и е ставена во функција. Водоводната мрежа ни е променена с комплет со нова водоводна мрежа од пред неколку години исто. Така да се настои сега да се продолжи со ширење на канализацијата, да може да се упати цело населено место. Улици како улици се прилично добри. Улицата главна на Маршал Тито ни е со бекатон поставена, со добри тротоари и осветлена. Сега во текни се и изградба на тротоари на улица Мануш Штурновски од фонтаната од центар на селото према школото, така да се ќе биде добар изглед, а и корисно ќе биде за движење на учениците и за безбедност и за се. Спортот е доста развиен, имаме направено голема спортска сала од околу 720-780 квадрати, покриена, средена. Во тој склоп со неја имаме фудбалски игралиште модерно направено, а во моментот тие денови почна и изградба на тениско игралиште во истиот спортски центар во склоп со салата и со фудбалското игралиште. Со самото воспоставување на општински центар, значи со забрзан тек се уредува инфраструктурата и како резултат на тоа, значи се подобрува квалитетот на живот во селото Ново село. Тука би рекол дека би сакал да спомнам дека веќе скоро 2/3 од улиците, локалните улици во село Ново село се асфалтирани, а Ново село добива пред неколку години доби комплетно нов водовод за пиење, вклучително и филтер станица за таа вода за пиење. Ново село е карактеристично што е едно од ретките села, не е едно од ретките села, ако сме единствена општина, секако е единствено село во Република Македонија кој има жив дом на културата, тоа е културниот дом Јане Сандански, каде што безпрекорно функционираат неколку секции кои ја негуваат, значи играорната, уметничка, драмска секција, значи кои ја негуваат и ја чуваат од заборавот македонската традиција и локалната традиција тука во селото Ново село. Самото село, значи, е карактеристично со тоа што во него живеат питоми и гостопримливи луѓе, луѓе кои знаат да бидат добри домаќини, како резултат на тоа, значи, во Ново село има низа угостителски објекти кои сакаат да кажат дека и тоа е карактеристика дека има кој да ве пречека, има кај седнете и се надалеку познати нашите угостителски објекти. Тие се мислам исто така се познати затоа што тука во нашите угостителски објекти на еден доста умешен начин се е напој меѓу старата традиционална кујна од старите луѓе тука во жителите на општина Ново село и новото модерно време. Значи јас би рекол дека во една модерна упаковка го даваме стариот специјалитет и токму затоа тука е вкусот на традицијата, тука е по тоа што се познати новоселци. Така како градоначелник јас сакам да кажам дека во Ново село уште на времето така наликува, иако сме рурална општина, наликува на една урбана населба. Во центарот на Ново село се наоѓа еден прекрасен ресторант. Слушнавме дека кој еднаш влегол таму, повторно се вратил. Одлучивме да видиме дали е тоа така. Која е тајната на преубавите јадења што ги нудат? Влеговме, не пречекаа любезни лица и не поканија на еден прекрасен и незаборавен ручек.
И навистина излезе како што се зборуваше. Тајната беше во нивната гостопримливост, но и во вештите раце, кои се потрудија овој ден да ни го направат посебен. Богата трпеза со многу познати македонски традиционални јадења, свежо овошје и зеленчук, специјалитети за сите видови вкусови, беа само дел од тоа што ни го понудија. Излеговме задоволни и насмејани, со желба повторно да ги вкусиме прекрасните специјалитети на оваа македонска кујна. Знаеме дека нашата општина се наоѓа близу до Република Бугарија. Транзитираат, значи имаме посетеност од разни луѓе, доаѓаат, поминуваат од тука. Имаме специјалитети кои се традиционални за македонската кујна, како например што се тавче, гравче имаме домашен колбас наш. Познати сме исто така по кебапчињата. Различни специјалитети што ги приготвуваме на скара, во фурна. И посетено знаеме дека нашиот крај е печалбарски, имаме многу населеници надвор од местното. Доаѓаат, им се допаѓа се, значи ќе почнеме од кебапчиња, ќе завршиме до разни специјалитети, разни наскара, се од свежо месо, вкусно. Нудиме исто така салати свежи, приготвени, значи тука ќе го спомнем ајварот како салата, лютеницата домашна исто така. Значи имаме специјалитети, така да кажем традиционални, како што се кукуречи, јагнешки, нели, други разни специјалитети, од јагнешко, од јарешко, свинско, телешко. Кога правиме молбет за посетеност на нашиот ресторант од луѓето од надвор, се презадоволни и од услуга и од квалитет на јадења, презадоволни и поеднаш поминал се враќа повтор пат со сигурност. Значи знаеме дека нашето место се наоѓа тука на главниот регионален пат кон Бугарија. Транзитираат, значи, од Холандија, одат по мориња, по туризам. Транзитираат, слушнале еднаш и доаѓаат нон-стоп. Им се допаѓа нашата кујна, традицијата овде. Од другата страна на улицата забележавме еден мал прекрасен кафе-бар, место каде што младите се забавуваат. Одлучивме да ги посетиме и нив. Не интересираше каков е животот на младите во ова населено место, со што се занимаваат и како го поминуваат поголемиот дел од денот. Беа љубезни и се согласија да позборуваат со нас. Некои од нив, како и повеќето млади ширум земјава, екзистенцијата ја бараат надвор од државата. Главен виновник за тоа, како што велат, е невработеноста. И покрај тоа што голем е бројот на оние кои спасот го бараат на друго место, има некои кои се уште остануваат овде. Иселуват се у странство поради немање на пари, на средства, нема вработување, нема ништо. Ноќен живот исто нема. Што немат пари, мајката, родителите да дадат, немат и децата да излеват. Ми работат, ама што нема ништо за земјоделието. Ништо не се произведува, се е ефтино. Па тука излеваме, ама нема движение многу. Работа има ли за младите? За младите има работа, да, ама на кој му се работи? Само на тај. Па одат у странство многу. Прават български пасоши за това. Во далечната 1842 година во селото е изградена и христијанската црква Свети Георги. Таа е меѓу првоизградените селски духовни светилишта во Струмечкиот регион. Нејзин зограф бил Андон Петров од село Гари, Дибарска каза, по потекло од семејството Ангелковци. Во сликањето на престолните икони на иконостасот учествувал и зографот Никола Михајлов од Крушево. Новоселската црква била прва во овој дел од Македонија
во која била воведена богослужба на црковно-словенски јазик. Сега тоа е место каде што за големите христијански празници доаѓаат и млади и стари. Најбитно од се за нас, за мене како старешина, како духовен водач на парохија Новоселска и старешина, протоиерей Зоран Дундевски, е тоа што храмот е место каде што ги изближува луѓето кога доаѓаат на молитва и на кој што посака од Бога да му биде дарувано преку молитвите на мене како старешина и молитвите на оние кои што пристапуваат на верниците. Најбитно е дека се зближуваме сакајќи она кое што Бог ни го остави, љубовта да се сакаме самите со себе и да ги сакаме своите ближни, како што се сакаме самите себе, бидејќи Бог е љубов и сите ние треба да бидеме она кое што Бог ни го остави. Жителите на Ново село му благодариме на Бога сега за сега, добро го посетуваат храмот, доаѓаат на црква, на поголемите празници и во секоја недела, значи во Ново село има божествена литургија, секоја недела се служи и на поголемите празници кажавме дека на вистина имаме посетеност, што е за радост. Имаме од младата популација исклучително поголем дел доаѓаат на овие богослужби. За нас тоа е голем успех, бидејќи ние сакаме младината да го знае патот кој што Бог ни го остави. Да застанеме смирно. На една прекрасна височинка, североисточно од селото, се наоѓа манастирот Свети Антони Велики, посветен на светиот великомаченик Георги. Изграден е во 1995 година од страна на местното население. Пред неговата изградба, жителите од ова село секогаш се собирале во вечерните часови, на 5 наспроти 6 мај. Доаѓале во огромен број, оддавајќи му чест на светителот. Следниот ден, селаните во големо мнозинство оделе да празнуваат на божествената литургија во селската црква. Во 2004 година, со благослов на митрополитот Струмички Наум, ова место заживува и станува манастир во вистинска смисла на зборот. Манастирот се наоѓа на местноста позната како Белефрид. Горе да ги имаме срцата. Имаме го Господу. Да му благодариме на Господа. Достойно и праведно е. Достойно и праведно е Тебе да те воспеваме, да те благословуваме. Во Ново село се наоѓа и основното училиште Мануш Турновски. Од своето постоење до денес, училиштето добива се поубав изглед. Сега истото ги има сите потребни услови за учење и стекнување знаења на младите новоселчани. Во него учат околу 600 ученици, кои досега имаат учествувано на повеќе регионални и државни надпревари и имаат добиено повеќе награди. Ова докажува дека во ова училиште учат на вистина талентирани ученици, кои се гордост не само за родителите, туку и пошироко за целата општина. Една од најпознатите јасновидки во целиот свет потекнува токму од Ново село. Баба Вања е родена на 31 јануари 1911 година. Најголем дел од нејзиниот живот, од мажењето па се до нејзината смрт, го поминала во Петрич, Бугарија. Постои една приказна која вели дека на 12 годишна возраст, еден сончев ден, од ненадеж малата Вања била подигната од силен ветер и ја носел неколку метри. По тој настан таа го загубила видот и почнала да предскажува. За незината дарба се слушнало насекаде ширум светот. Доаѓале многу луѓе, сите со единствена цел – да ја видат баба Вања и да се уверат во незините способности. Чичко Сречко одлучи да ни раскаже една прекрасна легенда.
стар човек тука, за тоа време не е бил стар, ама меѓу тоа силно загинава. Нема месец, 2, 3, 5 и женом вика, вика, оди вика до таа жена во Бугарија. Тоа било за време на окупацијата, кога не е имало граница. И тај човек од дома, што да каже, каде да каже, ние мажето знаеме некој пат и да пцуе машок на пцонени маш, качува се на магар тој и оде во Петрич, тука, а рано още не влезел од дворо, вика пуштејте, вика тај маш саш и до Ново Село нека дојде. И сега тие од обезбедуване што се биде там, леват кој е сега тај од Ново Село? Вика јас сега стигнах, дај магарто намам, вразуват магарто на страна, влево унетре. Бе, вика, млад маш чијан, вика, как не те е срам, кај ме пцуваш од дома, кај ме пцуја. Син ти си е дома, да се врнеш и друг пат да не пцуеш. Тај човек од там засрамува се, враќа се, сино дома дојде. А во чест на најголемата јасновидка баба Вања, општината одлучи да изгради спомен парк. Истиот се наоѓа на излезот од Ново Село, на магистралниот пат што води кон соседна Бугарија. Чешмата била висока околу 1,5 метри, а според раскажувањата, таа не престанувала да тече ниту зима, ниту лете. Со тек на годините, местото каде што се наоѓа истоимената чешма, добивало се поубав и помодерен изглед. Патот што води до нејзе е убаво уреден, со многу клупи и прекрасно зеленило. Легенда ли, како е од теб, од мене се пренесува на Анската чешма, дека аз пушам, дека била ликовита, дека било нешто. Ама тоа не може да го одговорам баш точно. Кој ќе се напијал од таа вода, кој си смијал там, се останала бремена и ќе било друго трето, викам не знам, тоа не сам го стварал ни од мајка ми, ни од татко ми, ни од други. Меѓу тоа викам било дете, покушајте, видејте, ако има нешто силмет, зашо па да не? Тоа е нешто чудно сице чудо. Таа чешма се поднови од случајно вадене вода тука за кланицата и најден извор е тука позади нас дека тече. Там е најден па извор, па обработен, па изчистен. Ево ден денеска се направи многу помодерно, со помош и на градоначалник и на локална самоуправа, направи патекиш, направи пристапен пат, направи сеници, убава. И това и се прошире. Се наоѓаме пред најстарата куќа во Ново Село. Изградена е далечната 1934 година и до денес не е реновирана. За време на Втората светска војна служела како болница на германската војска. А на излезот од селото, случајно ја забележавме баба Велика. Ја запрашавме дали сака да ни раскаже нешто интересно за селото. Дали знае некој што се уште се занимава со предење на разбој. Ни рече дека сме на вистинското место. Токму таа се занимаваше со овој стар занаед. Не прими во нејзиниот двор и не однесе до визбата каде што се наоѓа нејзиниот разбој. Седна на незиното столче и почна да работи. Ја гледавме со внимание. Гледавме како незините раце вешто ја спровираа совалката со јатокот, низ основата на разбојот, и го удираат брдото, додека уште повешто со нозете ги преместуваше нишките и правеше зев. Ни рече дека ова го работи од 17 години и од тогаш има изработено многу ткаенини. Во последните 50 години традицијата полека се напуштала, а разбоите и вретената завршиле во правливите визби. Но баба Велика ни покажа дека се уште може да живее оваа ткаечка дејност. Јас не знаех ни да ткаа, ни да преда, ни да плета, ни да се ожених. Еле многу големо се жени. На 19 години. Тогава се учих всичко и да ткаа, и да преда, и да плета. И ми стана умилена таа работа. Ние беме зависни од разбој и од плетка, од урка, од това. Од 58 година навам. Плетам, предам, всичко работам. Родителе немаах мајка да ме учи, учеше ме една плета на мајка, сестра незина.
што ќе сгреша, она ќе ми каже как да ме прави така. Ај, момите знаат. Момите знаат, таа маленката ја боли ткај. Јас нешто требаше да за многу наране. А вика, бабу, јас да ткајале, викам ткај. И она да ткаја и се пушала одгоре поврта, а тија шејаве тука и заборила, завила и тука. Јас дојдох си терам напрошките, не ми. Дека се ленче напрошките, вика, јас не знам ништо е това, бабу. По одвијам јас тука кросното, тука и завила си рачката. Завила и в кајницата знаат, и да плетат знаат, и да ткаат знаат, всичко работеа. Од порано, оти се молим на Баба Горовица, на Лео Госпич, кој ќе заткам ја такви шејаве нешто, најпрво ќе го наречам на Баба Горовица, на црквата ќе однесем. А останалото, јас си поделаме, а там има на Колето, има на Ленчето, има на Горица, и за дома ние. Јас не могу со чечина и со такви такова да на пазар, прибидејќи сам гледала, некој сирак човек нема такво најлон, че се купи си нешто, чини си чесето, всичко по земјата. Патоса имаме дома 2 трупа многу големи, може да имат по 80 метра. А не сам само на нас ткала, току има на колку жени, јас оти бех сиромашија, пуста. Но тебе, на мене ќе работа на друг, да ми дадат и на мене да си направя. Новосело во соработка со Домот на културата Јане Сандански традиционално години наназад ја организира манифестацијата Ѓурѓовденски средби по повод празникот Ѓурѓовден. Овие средби се од особена важност за граѓаните на општина Новосело, бидејќи со нивно одржување се продолжува традицијата преку негување на песната и орото од една страна и носиите од друга страна. Настанот се одржува кај местноста наречена Белефрид, кај манастирот Свети Антониј Велики во Новосело. Бидејќи јас како помлад, како уште дете, кога сум доаѓал на ова место, сум бил сведок за таа ревија на народни носи, кој што нашите постари баби и жени се облекувале на тај ден и имаше стварно ревија и кои истите ќе бидат наградени. Ние тоа сега го заменивме со покрај на разни друштва од цела Република, од цела Македонија, на некој начин да го тоа, ама не е тоа, значи пак ја повториме таа, да нашите млади мајки ја повторат таа традиција, значи на своите ќерки им сушиваат или ги спремаат народни носи кои се точно од тоа поднебје, од тај регион. Во Новосело од неодамна постои и октитот Свети Ѓорги. Идејата за овој октет да се вика токму така е фактот дека жителите од ова населено место го празнуваат Ѓурѓовден, односно Свети Ѓорги го сметаат како заштитник на селото.
Сега во него членуваат 8 љубители на староградски македонски песни, 3 постојани члена и 5 нови. А генерацијски се навистина интересни. Најмладиот член има 17 години, а најстариот 67. Се посврши, се бездомка, се посврши, се бездомка, тра-ла-ла-ла-ла-ла, се бездомка, на Јаришови, тра-ла-ла-ла-ла, се бездомка, на Јаришови. Doјдоја другарките, дојдоја другарките, тра-ла-ла-ла-ла, другарките, комшивките, тра-ла-ла-ла-ла, другарките, комшивките. Ова беше се што ни подготвија Новоселчани. Прекрасните луѓе, нивните интересни приказни, а пред се, нивната гостопримливост, ќе останат едно добро сеќавање за нас, но секако и за вас, доколку одлучите да го посетите ова населено место.